Така е, почитувани гледачи, уште еден четврток, 18 часот и 15 минути, а тоа значи уште едно најново издание од емисијата Скопје ми е дома на вистинска телевизија. Ви поздравувам и ви благодарам што сте токму на нашата фреквенција. Во ова издание ќе говориме можеби за не толку убави, драги теми, меѓутоа теми исто толку важни за главниот град, за сите ние кои што живееме и делуваме токму овде, и ќе говориме токму за овие теми во насока на така ќе кажам јас, нивно подобрување и можеби во иднина гледање на подобри времења и подобри резултати. Имено ќе говориме со господинот Илија Јовановиќ од Сдруженијето Градиме иднина Скопје на тема бездомници, питачење во главниот град и сите оние ранливи категории на граѓани кои што имено потпаѓаат под овие групи. Јас во најавата повеќе нема да должам, ќе си го поздравам мојот гостин и соговорник, господин Јовановиќ. Многу ми е драго што ја прифативте мојата покана и секогаш сте отворен медиумски за да соработуваме токму на овие теми кои што ги напоменав и јас во најавата. Градиме иднина Скопје, Сдруженијето кое што годиниве наназад работеше и работи на токму на овие тематики и проблеми со лицата бездомници, питачењето во главниот град, децата без родители и сите имено ранливи групи. Како сте на самиот почеток? Добри сме, ви благодарам на поканата. Ние продолжуваме и понатака да соработуваме. Значи, медиумот и невладините се еден сервис на граѓаните за да имаме подобро и побезбедно Скопје. И во главниот град на Скопје што мора да заличи како што треба, да немаме питачи, да немаме бездомни лица и да се решаваат секојдневните нивни проблеми. Тоа е мотото и работата на Градиме иднина Скопје. Многу сте активен периодов, имено и од кога ве познавам со овие прашања, со овие тематики. Вроди ли со плод сето она за кое што се вложувате еве во годините кои што одминуваат? Нешто пред камерите споделивме само колку министри за труд и социјала ви поминале низ раце. Каква е состојбата денес? Јас на самиот почеток сакам да ги запознавам и нашите гледачи со Градиме иднина, за Сдруженијето Збор 2 повеќе што се опфаќате, а подоцна за реалните состојби во главниот град. Градиме иднина Скопје во изминатите години работеше на темата за деца без родителска грижа и без родители. Што со нив по 18-та година и додека се во домовите и дека треба да ја знаат вистината за биолошките родители и да знаат од каде им е потеклото и дека службите треба да работат со биолошките родители, да имат пристап и до децата кои сме дадени во домовите од многу причини. Ќе го работиме тоа поле и се надевам дека ќе има слух највише на тоа, затоа што тоа е најгорлива, најболна тема како и за мене, како и за еве јас родител на 3 деца. Вистината веќе ја знаат, тие имат родители и тоа е тоа што нема никогаш да останат без родители и треба вистината да ја знаеме кој ни е коренот, кој ни се биолошките родители и крвта не е вода. Тоа се повеќе теми кои што ги опфаќате. Јас би започнала со питачењето, имено за темата за која што сте најгласен во периодов. Каква е состојбата со питачењето во главниот град и има ли локации скопски општини каде што тоа е најизразено, што се превзема по повод тоа прашање? Во Република Македонија, во сите 88 општини имаме секојдневно питачење и злоупотребата на децата од 2000 до 3000 деца. Секојдневно кои се и на скопските улици и во Република Македонија. Во градот Скопје, Скопската чаршија, Камени мост, трговски центри, молови, пред сендвичари, пицери, кафичи, ресторани, од 300 до 350 ние имаме питачи секојдневно само во градот Скопје. И постојано сега го притисам сегашниот градоначалник Орце, дајте со зел си сите градоначалници имат на Скопје да го решиме и да го рестартираме овој проблем, да се почнат и да се решават проблемите. Грда е сликата на такво убаво прекрасно Скопје изградено и како метропола и сликата е многу непријатна и повеќето со голем број на питачи. Странски туристи ни доаѓаат од целиот свет. Најголема покрај чистење, што викат еве мириса на шампон, да речеме градот Скопје и целиот плоштад, ние имаме пак уште прљава слика за градот Скопје. Се додека питачите ние не ги чистиме од градот Скопје и на главното место во Скопје, верувате дека
таа гледка уште ја руши убавината на Скопје. Се надевам дека сите градоначалници со помош на сегашниот градоначалник, каде што постојано, константно 20 часа на ден го притискам да ги собереме градоначалниците, СВР Скопје, Министерството за внатрешни работи, сите командири од полициските станици на ниво на скопските општини. Се надевам откако тој состанок ќе се направи втор состанок кој го бара Градиме иднина. Ние во изминатите години тоа и го направивме. Ги собрав, дури жустро беа лути командирите, зашто јас ги собрав. Па зашто вие службената положба и работата и тие автомобили за да се врши работата, да ги отстраниме питачите и да се решават секојдневните нивни проблеми преку државните институции. Во неформален разговор ми споделивте дека во изминативе 2 години, велите, ја разбудивме полицијата. Што значи тоа? Имено во пракса, колку се превзема по повод овие горливи прашања? Напоменавте дека се уште има питачење, злоупотреба на деца за питачење во главниот град. Кој ова го контролира и регулира и што превземате конкретно вие ете на таквите средби? Имавте ли досега средба со новиот градоначалник? Каква е соработката со градот Скопје? Видете, Градиме иднина состојба каде што го правеше истражувањето околу 35 години за питачењето, беше фрапантна бројката и се уште е страшна. Покушаваше нешто МВР и СВР Скопје со подршка на Министерството за труд и социјала и сите служби покушава 2015 нешто да се направи со 5 тимови на терен и со 2 стручни лица на 300 питачи. Тоа не може да се реши во еден ден. Треба повеќе тимови, како што кажавме, да се зголемат, да имат повеќе мобилни патроли, повеќе возила, повеќе тимови од сите служби, тогаш ка се решава проблемот. Патролираат ли моментално? Кој ги контролира? Градиме иднина Скопје се обраќа до Министерството за внатрешни писмено. Имаше период кај што вие и самиот излегувавте на терен, па ги бркавте безумниците. Се уште тоа го правам и кога ќе ме видат, значи страф имат, леле, еве го овој пак дојде, вика сега ќе не брка полиција, ќе ни вика. Меѓутоа, каде е надлежноста? Кој треба да го прави тоа? Има ли резултати во пракса? Има резултати. Вака сега, Градиме иднина Скопје се обраќа писмено до сите полициски станици, до Министерството за внатрешни работи. Ги известуваме каде се мапираните локации, каде ги има и каде треба да постапат. И полициските станици, и СВР Скопје, и Министерството да ги знаат каде се маркираните локации, поодамна ги следиме, ги пратиме и да ви кажам, ние добиваме дописи од сите полициски станици. Према нашето барање постапуваат на терен, но со претходно најавување да видиме и ние како организација дали стварно полицијата работи. Јас кажав дека 2024 и 2025 полицијата на највисоко ниво ја кренавме на нозе да го решаваат проблем во скопските булевари, раскрсници, во населените места, таму каде што ги имавме највише критични места со питачи, но за жал има ли скопски општини кои што, ете така ќе кажеме, можеби се најпогодени, каде што се најмногу лоцирани бездомниците, оние лица кои што питачат, кои што бараат пари? Општина Центар, општина Куманово, општина... Зборуваме за во главниот град, општините. Да, општина, кажав, Центар, општина Карпош, Бутел, Гази Баба, према автокоманда, значи Ѓорче Петров, аеродром, према Ново Лисиче. Верувате дека голема е бројката, фрапантна излезот на Сарај, патот на кај Качанички пат према Блаце, да ви кажам, имаме сериозни проблеми и за жал еден период застана, не знам зошто застана 4 месеци, ја следиме полицијата, воопшто не излегува сега на терен. За 4 месеци нас ни се вратија повторно питачите во главниот град Скопје. 300 питачи секојдневно питачат во прва смена, втора и трета. Работното време им започнува прва смена од 9 до 15, втората им започнува од 15 до 22, третата им започнува од 22 до 4 часот наутро. Каде е младиот живот, каде е музиката, каде е животот на младите и постарите брачни парови, таму се питачите, дивите продавачи на балони, на марамици и така натака. И да ви кажеме, едно дете кој питачи, кој продава од такви недозволени материи, да речеме, од тоа што го спомнав, едно дете има заработувачка од 3000 денара. Тој профит кој го добиваат децата,
за сожалување, за милостие и така натака, тие пари децата, јас кажав и новороденчињата, малите деца и девојчињата кои ги препродаваат за нудење на сексуални услуги, децата не ги добиваат парите, завршуваат кај нивните организатори, кај нивната мафија, кај нивните шефови, а тој процес го следи полицијата и... Тоа значи дека доколку ние, луѓето од другата страна, ги даваме тие пари во питачењето, помагаме во развивањето на проблемот. Тоа сакате да го кажете? И едно дете има профит од 50 до 100 евра. Од едно дете. Што според вас недостига најмногу во системот? Конкретни законски решенија, ресурси или пак координација помеѓу надлежните? Законски решенија мора да се дополнат, да се изменат во кршење на детското право, одземање на родителско право, работење со работилници, стручни тимови, отварање на повеќе дневни центри, како во градот Скопје, така и во целата Република Македонија. Општина Куманово веќе започна да го решава проблемот со кажете го со питачењето, превенција и сузбивање на питачењето. Струга веќе го решија тој проблем, дури ги депортира полицијата, советот на градоначалникот и тој пример треба сите да го работа за да го решат тој проблем. И секоја општина, дали е Бутел, дали е Неготино, Кавадарци, Карпош, да речеме Бутел, Саре, секој градоначалник има должност да го решава овој проблем, да ги решаваат нивните секојдневни проблеми, затоа што 2000 деца се во тешка здравствена состојба секојдневно, 18 до 23.000 деца е зголемена бројката да не се на школска клупа и детска градинка. Да не зборуваме за нивното нарушено здравје, каде што немат медицински испитувања, здравствени легитимации нема за да дојдат до тоа излечување на нивната здравствена состојба. И градиме иднина исто изработи протокол за деца од улица. И секој министерство, секоја институција има должност и обврска протоколот да го... Ова е протокол само делот на Министерството за здравство. Министерството за здравство има што да направи. Значи, детето да го превземе, граѓаните прво треба да пријават на 192, 194 и во било кој од Центар за социјални грижи. Тоа го направивме протоколот да биде достапен и за граѓаните, и за функционерите, и за целата државна институција во Македонија. Граѓаните, откако ќе го пријават проблемот дека дете има на улица, службите треба веднашка и тимовите излезат на терен, да го земат детето, да го однесат во државна болница, во некоја клиника, да се реши неговото здравствен проблем, да се задржи тука и од тука баравме градиме иднина бараше да не се даде одма веднаш на родителите, него привремено да им се одземе родителското право и да се направи истрага зошто тоа дете е често пати на улица, под ведро небо, на минусни температури, на високи температури за време на летниот период и каде што најмногу кажав децата се злоупотребуваат за Великден, за Божик, за новогодишни празници и така натака. Има ли градот конкретно стратегија со која што ќе се справи со бездомништвото, со бездомните лица, како една од ранливите социјални категории и групи на граѓани, што покажуваат и вашите истражувања, можеби вашите напори и залагања по повод бездомните лица? Видете, на бездомните лица се уште не е решен статутот. Од 32 до 40 легла само има во Момин поток за машки и женски. Да ги поделиме 20 кревета за машките, 20 за ова. Ние во градот Скопје само имаме 350 бездомници. Се надевам дека сегашниот градоначалник, како што почна да работи да го рестартира град Скопје, се надевам дека сијајот и безбедноста на бездомниците треба да се реши. Секојдневно не може. Црвен крст на град Скопје и на територија на цела Македонија, само од 365 дена ние да се грижиме само пред новогодишните празници, да се појавиме во јавноста дека еве ние ги згрижуваме, ги шишаме, правиме лекарски прегледи, им пружиме помош, еве им даваме да се бањат и така натака. Не е тоа решението. Што 14 години го прашувам црвениот крст на град Скопје и на цела Македонија, што за 14 години и какви резултати има. Со овие бездомни лица треба да се работи со работилници, со едукации, стручни лица, медицински лица, од психолози, дефектолози, социјални работници. Тие биле во некој среден живот, во богаташки живот. Ги натерала маката до тој степен да дојдат и да бидат бездомни лица. Но не треба така да ги оставаме. Јас кажав дека и државата треба да се грижи за нив,
и пола дел од имотот кој нивните биолошки родители кои ги остават на милост и немилост, кои направиле грешка бездомните лица, пола имот треба да им следува и на овие бездомни лица, за да тие бидат згрижени и сместени и со закон да се дополни измени да и тие деца, односно нивните биолошки деца, треба да доживотно се грижат се додека нели се живи и... Има ли празни објекти во Скопје кои што може да се применат во социјални станови? Како градот го решава тоа прашање со социјалните живеалишта, социјалните станови кои што им се доделуваат на лицата кои што сакаат, односно немаат дом? Тука веќе говориме и за децата без родители, каде што приказната можеме да ја поврземе и со самиот вие, кои што имате и лична приказна на таа тема, во таа област? Децата без родителска грижа кога ги напуштат домовите добиваат социјални станови. Сите маргинализирани групи се во проектот за доделување на социјални станови, но јас себе ќе дадам еден апел за сегашниот премиер и сегашната влада и градскиот татко на градот Скопје. Дајте изградете една социјална зграда каде што богаташи граделе станови за бездомни лица. Тоа го истражував и го анализирав, го проверив на многу портали. Тоа во странство се случува и не треба овие да бидат ни на небо, ни на земја. Значи, владата, сите скопски општини и општините во цела територија на Република Македонија се должни да го решаваат проблемот. Значи, секој еден од градоначалниците по 2 лица, 3 да вработат и да пуштат на обука на пракса да се вработуваат бездомните лица за да дојдат до некој нормален живот, верувате дека ќе има подобри промени и се должни сите градоначалници, власта, министерот за труд и социјала, сегашниот кој се должни како функционери на државата да го решат стамбеното прашање. Ние имаме слободни државни социјални станови, има станови кои се во надлежност на владата. Јас не знам зошто под клуч се чуваат. Во еден стан Викторија може 3 до 4 лица да се згрижат и целиот терет да биде на државата, но со тек на време да се работи со нив и да имат работилници, да имат едукации, компаниите да бидат тука вклучени, да идат на пракса, на обука, некои придониси да им плаќаат за да ги плаќаат режиските трошици, веќе во нормален живот да се враќаат, како еве ние деца без родителска грижа кои ги напуштивме домовите, оформивме семејства, имаме дечиња, вработени сме, покрај тоа и децата ги спремаме да ете самите рибата ја ловат, да не зависат од никого. Тоа само треба едукација, работилници, отварање на дневни центри, кога ние имавме 2 дневни центри за деца од улица. Гледам сега општина Шуто Оризари, тоа сака да го скроз темелно сруши и да не постојат. И јас себе барам апел до градоначалникот на Шуто Оризари, ве молам, горливиот проблем вие сте должни да си го решите со децата кои се на улица од ромската популација, да им се реши стамбеното прашање, нивната секојдневна здравствена критична состојба, каде се гинеколошките проблеми, зошто деца раѓаат бебиња од 3-14 години, каде што со закон не е дозволено, дури и странските земји тоа не го дозволува, дека треба да им се решат вработувањата. Пазете, ромските граѓани во Република Македонија се конкурентни на пазарот. Ги имаме и во хигиената во сите општини вработени, ги имаме во сите молови како обезбедување и општи работници, во месарниците, во маркетите. Вие сега земете, отидете во било кој маркет, секој второ лице, он е заштитен со закон. И сите права ги имат. Во Германија, во Швајцарија, во Германија и во другите земји не смеат. А да зуцнат, овдека премногу сила зимат. Јас немам ништо против ромите. Значи, се конкурентни на пазарот, како за нас важат законите, така и за нив. Никој овдека не е дискриминира. Значи, проблемот е во самото општество, во самата општина и градоначалникот, невладините ромски треба повеќе да се залагат за овој проблем. Колку, ете, сега напоменавте, направивме некоја паралела како лице кое што, односно дете без родители кое што доаѓа од СОС детското село и еден успешен пример за денес дека може и поинаку, дека може и подобро. Да направиме една паралела, колку градот тогаш беше поажурен можеби во згрижувањето и во возможувањето еднакви услови, еднаков третман на ваквите деца, за разлика од денес, каде што ете, велите и вие самиот дека нема доволно социјални станови, дека децата без родители можеби им фали повеќе
повеќе грижа, колку училиштата денес се осврнуваат, односно ги забележуваат ваквите деца од социјален ризик? Пака, Викторија, ќе те поправам, јас доаѓам од домот 11 октомври за деца без родителска грижи, без родителски грижи, без родители и од домот за доенчиња мали деца. Видете, на овие деца им требаат вистинските биолошки родители. Нас не ни се потребни отварање групни домови, детско село СОС, семејни домови, згрижувачки семејства. Многу ме радува што во Скопје почна и во цела Македонија да се отварат згрижувачки семејства, да се згрижуваат што е поголем број во ова. На овие деца, да, им треба згрижувачки семејства, ама вистински да ги прифатат и да работат со нив, затоа што, Викторија, ја и ти да земеме дете од дом да го згрижиме, како ќе ги третираме? Ние повеќето ќе ги гледаме нашите деца, а ова што е детето од дом или од згрижувачко семејство, што го земаве помал интерес ќе гледаме. Јас себе вака ќе ти кажам, во многу згрижувачки семејства сум револтиран и сум добивал истражување сум правил и најави сум имал дека ги манипулира, злоупотребува, дека ги тепаат, дека идат не бањати, не миени со вошки, со гниди и така натака. Ние со повеќето теми ги отвараме со министерот, заменикот министер Гјоко, имаме добра соработка. И јас одмah го алармирам дека имаме проблем во згрижувачките семејства. Ако Труд и социјала, ако центрите за социјални грижи во цела Македонија и во градот Скопје, во сите скопски општини, кои ги имаме службите, ги имаме механизмите, ги имаме сите алатки, ако они работат со семејствата и со децата кои се во ризични социјални семејства, да се работи со тие семејства, веруваме дека тие работилници и едукации кои ќе ги имат помеѓу семејствата за да пред да детето се даде во дом или пред да се растури бракот, верувај дека ние нема да имаме ниту групни домови, ниту домови и на овие деца им требаат вистинските биолошки родители. Да, е потребно да има такви згрижувачки семејства, групни домови, но еден грес период. Да имат адаптација, да имат работилници. Јас кажав дека стручни тимови треба да работат со нашите родители кои не оставиле поради многу причини, а причините ги знаат државните институции и не смеат под клуч да бидат заклучени како законот и членот од семејството 123 кој не си го знаеме уште биолошкиот корен. Значи треба да бараме, да пребаруваме, да молиме, да наоѓаме врски и така натака. Така, да се вратиме повторно назад, колку градот денес може и има возможува, пак ќе кажам, еднаков третман на сите овие маргинализирани категории на граѓани. Градот Што покажува вашата пракса, вашите истражувања досега, вашата вашата работа досега? се залага, но се надевам не сега да го... И кои се трите можеби најитни чекори во иднина кои што приоритетни чекори кои што и градската власт треба да ги преуземе по повод сево на кое што го дискутираме веќе? Градската власт и градоначалниците и градоначалникот на град Скопје Орце треба да го решават најбрзо што може за бездомните лица. Бездомните лица да не бидат на улици, да не спијат по паркови, да не спијат по клупи, да не спијат по останати паркови отворени под ведро небо и Дел од институциите велеа дека и самите дел од бездомните лица не сакаат да бидат згрижени. Што со таквите случаи? Верувам дека сте дошли и вие до судир со такви случаи. Јас сум имал такви ситуации да се сретнам со нив, дури анкетите, истражувањата кажуваат дека со нив треба да работат стручни тимови, и оно е тоа што го кажав кога ќе работат. Има ли стручни тимови? Има ли психолошка поддршка и помош? Има ли волонтери кои што волонтираат по овие прашања, Ние самите механизми ги имаме во државата, во здравството, во образованието, во социјалата, во Министерството за труд и социјала. Сите алатки, сите механизми, сите институции ги имаме. Проблемот е во самите вработени кои идат на работа, а не знаат и зошто идат на работа. Они се тие кои во Германија, Швајцарија, Италија, поразвиените земји и послабите земји, службените лица од социјални работници, педагози и психолози излегуваат на терен и работат со нив. И таму е подруг системот на ова. Има отварање на дневни центри, работилници, едукации. Она го кажува, ова е тоа што го зборувам, ја го следам надвор, трендовите ги следам во другите земји. Зошто ова не се случува во Република Македонија и во градот Скопје? Ако се сака, се може. Кога можеше за 74 или 72 часа градот Скопје да се исчисти, може и за 50 часа да се реши проблемот. Државата има објекти, има напуштени институции, каде што може да се реставрира, да се направат како привремени изгрижувачки домови за
бездомните лица, но не е само да бидат згрижени да ова. Они се навикнати, како што го правев истражувањето, и бездомните лица имаат профит од питачењето и што се на улица. Јас немам ништо, да, живеат подобар живот, но они се без топол дом, под ведро небо, не се бањати, не се одржувани, никош не се однесени на лекарски прегледи. Они имаат дневен промет од питачењето до 50 евра. Они пушат цигари, Малборо, Камел, го правев истражувањето, Кока-коли, Фанти, сендвичи. Не ми смета мене тоа, не ми е криво, не завидувам на никого, но не е тоа решението, Викторија. Решението е да се вклучи градот Скопје, се надевам дека ќе се вклучи. Јас себе го поздравувам чекорот на град Скопје што го издвои станот за жртви од семејно насилство, да го отстапи, тоа е голем пример. Секој еден градоначалник. Не знам дали е почнато тоа да функционира во пракса, меѓутоа беше најавено од градот Скопје дека ќе има социјални станови за жртвите од го спомна, владата има станови. Клучката е премиерот, градот Скопје, Труд и социјала, јавното предпријатие за стопани сувење стабен деловен простор. Ние можеме и од еден, да речеме, што се вика, ајде еден некој напуштен локал или некој привремен објект, од тој може да се реставрира, да се репарира, да се направат одредени соби со бањи заеднички, со тоа. Ја имав една визија, го правев еден спрат да се има за спортски активности, еден спрат да има за едукација, работилници, педагози, за дефектолози, психијатри, сите тие така размислов еден објект да го направи тоа државата, верујте дека тоа многу подобро ќе биде за сите маргинализирани групи, за сите социјални категории, да речеме една стамбена зграда да ја направат на повеќе спратови, да биде тој дневен отворен центар баш за тоа. Го размислував, не знам колку тоа би го прифатиле, државата има пари. И може тоа да го направи. Ја не знам зошто до сега никој еден премиер тоа не го направи. Ја имав стварно една добра визија која ќе се направи на 5-6 спрата со, да речеме, еден спрат да биде само за туш, кабини, бањење, еден спрат да биде за машки, еден за женски да биде. Значи тука да има и тимови, и работилници, и психолози, и дефектолози, тимови кои ќе имат и кои ќе се работи со нив. И кога компаниите ќе дојдат тука да ги барат за да бидат конкурентни и повторно во нормалниот живот да се вратат, за да си го вадат парчето леп и да зависат, да не зависат од питачењето, него да бидат конкурентни на пазарот, само тоа се бара. А државата може да го направи, него све се држиме во еден затворен обрач, да не се решава ништо и само да се сликаме за Нова година, за Великден, за Божик, еве ние помагаме, ние ова, ние тоа. Секојдневно ние 365 дена ги гледаме 350 бездомни лица во цела Македонија и во градот Скопје. Колку казнената политика помага казнувањето, од друга страна колку уште толку ги маргинализира овие? Видете, полицијата да излезе на терен, службите да излезат, казната е од 15 до 30 евра. Тој ќе ја плати казната, има, ама он пак повторно ќе продолжи и тоа не е решението. Јас кажав дека граѓаните кои ги дават парите не ги добиваат децата. Стои огромна мафија позади нив, каде што ги обучават, ги дрексираат и да делуваат како со психички во развојот, проблеми во развојот, да бидат деца со посебни потреби ги обучават, за да ги сожалуваат и да им дават пари. И јас кажав дека тие пари завршуваат кај мафијата. Децата добиваат од 10 до 50 денара, она е тоа што го кажав со питачењето и на крај дебелиот ќотек го добиваат за да... Ваква е сликата во главниот град. Значи ли тоа дека во Скопје имаме бездомници и други лица кои што го посетуваат од другите градови, од другите помали места? Вие кажавте само околу 300 нови бездомници се вратија во Скопје, што значи тоа? Дали имаме од помалите места кои што доаѓаат во главниот град со оглед на поголемите можности, поголемата распространетост, поголемите шанси за питачење овде? Градот Скопје е најголем со повеќе жители од цела Македонија, од сите општини во целата територија. Они доаѓаат од Штип, да речеме, од Велес, Куманово, Тетово, Гостивар, поблиските градови што се блиски до Скопје, сат и пол, два. Не може он да дојде, да речеме, од Охрид да дојде, од Битола да дојде, од Кавадарци. Многу време му треба за да дојде до тука. Он ќе ја плати и картата и се. Ќе го извади дневниот промет, ќе отиде. И на крај тие пари, знаете каде, Викторија, завршуваат. Бездомните лица ние ги следиме дека исто се коцкаат, идат по кладилници, идат по казина. Тоа се случува и кај организаторите и мафијата. Тоа треба и полицијата да го следи. Ние само ги будиме институциите. И треба да ги будиме. Затоа што градиме иднина сериозно
И одговорно ова го работи 4 години, ние ова го следиме. 4 години пена устата ми фати. Дајте граѓани, компании, институции, престанете да им давате на питачите на бездомните лица и институции, ве молам, градоначалници, министри, влади, будете се да го решиме секојдневниот проблем на граѓаните, да имаме едно чисто Скопје без питачи, бездомни лица, да бидат вработени, да бидат конкурентни на пазарот, да се згрижат, да има топол дом, да државата законски ги измени и дополни во семејниот брачен живот. Јас оној тоа што го кажа Викторија, дека треба државата да застане и позади бездомните лица, социјалните служби, труд и социјала, пола има да биде доделен на бездомното лице, пола има да биде на ова, затоа што имало приказки родители кои ги растеле своите биолошки деца, на крај биолошките деца ги изфрлат родителите на улица. Такви истории имало и ќе го има, додека законот не се измени, не се дополни за бракот и семејството, кој ќе се стави тој член, да речеме член 15, по тоа, дека ти немаш право својот родител. Од тука старски дом, да. И тоа е тоа. Колку имаат слухаите градоначалниците, првите луѓе на општините, од друга страна колку слухи има Министерството за труд и социјала? Напоменавте ви една соработка, верувам дека и во иднина се планираат одредени стратегии по повод овие прашања. Вака, Викторија, јас многу сум разочаран од сите градоначалници. Во два тројца можам да се доверам. Со Орце верувам дека многу работи ќе ги решиме. Со градоначалникот на Карпош, со Ѓорче има шанси. Вака како што ги гледам работите, многу ми се тврди и камени имат во душата, немат ни слух, ни интерес, ни трепер за овој проблем. Значи, ние ги гласавме, ние ги избравме и овие социјални категории се надеваа на нив, едноставно се заборавени од самите градоначалници. Не сакам никого да го делам, не сакам никого да го дискриминирам. Сите градоначалници се совесни и одговорни да ја вршат службената положба. Затоа ја дадоа таа заклетва дека пред граѓаните се совесни и одговорни, дека треба секојдневните проблеми да ги решават. Прво треба да им се приоритет социјалните семејства, маргинализираните групи, бар по едно вработување да им дадат, верувате дека ќе се решат проблемите. Јас не знам што се случува. Мет и млеко тече пред избори за време на изборната кампања. Ќе направиме ова, ќе направиме тоа, ќе направиме ова. Еве, сега 4 месеци полицијата спие, не излегува на терен. Социјалните служби не ми излегуваат на терен. Ѓоко го притискам и Ѓоко, заменикот министер, си има проблем со службите. Дајте тогаш поригорозни мерки, да се казнува, да се опоменуваат пред бркање. Тогаш тука ќе работи тој систем. Ние имаме држава, имаме механизми, молат Бога да работат, нив им се седи по канцелари да трошат електрична енергија, да се топлат, да се ладат, и тоа е тука проблемот каде што процесот е многу затен повеќе години. Интересна е вашата лична приказна која што допира со овие тематики, со овие теми кои што одлучувате, со кои што одлучувате да се занимавате и денес, и самиот вие доаѓате од дом за деца без родители. Илија, колку Скопје го чувствувате за дом? Јас Скопјето го сакам, и Македонија си ја сакам, во срце. Иако сум разочаран и од Скопје, и од скопските градоначалници, и од сите, дури размислав државата со се фамилија да ја напуштам, не треба златна земја да ја испуштим и да ја оставиме така, да отиде во погрешни раце. Мислам дека со ова порека градоначалниците треба да се свесни од каде дојдоа, како треба да работат и што треба се да прават, и да остават еден белег за Скопје, чисто Скопје да имаме, како што викат, си изчисти за ова. Верувам дека детството го минувате тука во главниот град, тука основате и семејство. Паметите ли некои подобри времења за Скопје? Какво е вашето детство? Како го паметите вашето детство, вашата младост овде? Какво Скопје сакате да оставите на идните генерации? Какво Скопје сакате да оставите на вашите дечиња? Скопјето треба да се гради што е можно повеќе. Да има живот има за младите. Пари нема. Вработеноста катастрофа е. Сите чекаме од мама, тато. Јас моите деца ги учам да не зависат од мама, тато, него со мене доаѓаат и работат, и самите рибата треба да ја ловат и не треба да чекат. Многу е жално и ме загрижува што младите бегат од градот Скопје и бегат од државата. Тоа треба да се запрашат градоначалниците и власта. Јас да ви кажам, градот Скопје го гледам, секојдневно ме чека многу работа и активности.
на мобилен телефон, велосипед, тефтерчето, ташничката и проблемите да ги решавам на ова. И јас градот Скопје го имам прошетано само со моето семејство за време на викендите. И градот Скопје сега како што има една добра визија од луна паркови, од уредување на паркови, од булеварите, од раскрсниците. Сите тоа да го работеле во изминатите години. До сега ќе бевме ние метропола, не Швајцарија, не Америка, не Германија. Мислам дека Орце ќе го направи Скопје, рестарт му прави на целото Скопје, он да може ќе направи бум во целото Скопје, ама не може да се толку постигне. Скопје треба да се гради и се гради, добро е што се развива. Треба уредување на паркови, многу му треба на Скопје да се направи, ама верувам дека за неговиот мандат дека ќе направи стварно бум. Оптимисте, значи дека ќе има подобри времиња за главниот уред и подобра слика, можеби за сите туристи кои што доаѓаат да го посетат Скопје. Имате ли вие омилени места каде што се движите низ главниот град, ете велите за викенд, сакате да се прошетате со семејството? Да, шетаме на кај Кучково, на кај Марков манастир, на кај Водно идеме, према Нерези идеме. Каква е таму сликата? Верувам дека е чисто, дека е средено, дека... Да, горе-доле е средено, се држи под контрола кога има најави на граѓаните дека треба нешто е направено, веднаш кај интервенции баш ги пратам градоначалниците, идат одма сметот, ѓубрето, шутот, возилата. Ете тој дел кај Марков манастир, па и верувам дека е можеби и попосетен и за излети во некое потопло време, верувам дека е чисто таму. Да, таму е чисто, мада подолго време не сум бил, иначе горе-доле се превземат интервенции кога има поплаки од граѓани од ова, но видете, свеста и културата и чистотата е многу на најниско ниво во граѓаните. Ние сите граѓани треба, ја ги гледам странците што прават, пикавец пуши цигара, пикавецот во џеб го носи. Го стави у џебот и доаѓа до првата кантичка и го фрла. Ние како што идеме на излети, значи ние сме, не знам што да кажам. Добро, тоа е до индивидуалната свеска секој поединец. Да, свеста треба да се крене на највисоко ниво, секој да си земе вреќа од дома, како си го правиш ѓубрето, така да си го собереш и да имаме една чиста природа, затоа што природата враќа. Со поплави, со невремиња и така натака да не навлегуваме. И ние сме тие кои треба, значи, чисто да го држиме градот Скопје, тоа што ќе го каже градската куќа, дека треба да се почитува законот и фрлањето на ѓубрето, многуте други работи и треба свеста највише на највисоко ниво да се крене кај граѓаните, кога зборуваме дека не треба да им дават на питачите, кога они нема да дават на питачите пари за питачење. Ние сме машина, граѓаните во целата држава, во целото општество и во градот Скопје, ние Викторија со едно не давање на питачите, ние можеме во рок од еден ден, од една секунда и од еден месец да ги чистиме целосно питачите, тогаш ќе видиме каде кидат и каде ќе се пронаоѓаат. Ќе молат да се пријавуваат во агенција за вработување, ќе мора работа да барат и така натака. Они сега се навикнале тука питачење и он си го знае веќе дневниот промет. Дури кажав дека самите организатори, самата мафија ја рента едната раскрсница од 1000 до 2000 евра за да тој реон го држи. Да речеме Соборен храм, Мида, Качанички пат, према булевар Србија, зборуваме Босна и Херцеговина према Бутел, оние маркираните локации таму, они знаат колку имат и дневен промет, тоа све го следевме и сите маркирани локации кои ги имаме за питачи бездомни лица, дури и јас себе лично кога сум идел на терени, сум најдел 2 до 3 лица починати бездомни лица каде што беа на милост и немилост. Колку се чувствувате безбеден во сите овие чекори кои што ги превземате по повод овие теми? Видете, мене ме препознаваат луѓето, а и ме загрижува од една страна, јас и понекогаш и панцир си носам во себе, морам да носам, затоа што секое бездомно лице и секој втор кој е на автомобилските возила што чистат, тие се со ладно оружје, со штрафцигери, со ножеви, со скалпери и со многу ладни оружја кои тоа и го знаат и полицијата и шприцеви носат на нив. И да ви кажам, тоа ме загрижуваше еден период, мада кога ќе ги видам и веќе знам како да постапувам. Гледам да сум понастрана од нив и подалеку. Некој ако сака да физички те нападне, ќе те нападне и тој не размислува. Имавме ситуација председателот на Мајка Тереза каде што даде награда за овој проект, наградата ја добија граѓаните, медиумите, новинарите и ова. Неговиот син беше нападнат од
лице кој од социјална дејност е хендикепиран, добива, го откривме дека добило по 20.000 денари, пред 3 дена го нападна неговиот син, каде што го отстранувавме да се тргне од таму и полиција повикавме, беше нападнат со ладно оружје, со нож. Така да кои се идните чекори кои ќе ги преземе Сдруженијето Градиме иднина за се ова кој што дискутиравме вечерва и со тоа полека го се окружуваме? Градиме иднина Скопје ги следува, ги превзема следните чекори: полицијата да ја разбудиме, еве купија нови возила, ја разоткрија мафијата со дрогата, со хероинот, го значи решават. Верувам дека министерот Панче, полициските станици, командирите, Градиме иднина прво Скопје, прво што ќе ги собере, ќе собере градоначалникот, сите скопски градоначалници, да се одржи еден состанок, па после тоа ќе ги повикаме командирите на полициските станици, главните началници што се за трговија и криумчариње со малолетни деца и заведување на малолетни девојчиња во проституцијата, ќе се направат големи средби и работилници со станоци зошто полицијата застана во последните 3 до 4 месеци да не го извршува кој го имат, они имат акцијски план кој треба да постапуваат на месечно ниво. Полицијата, службите треба да излегуваат 2 до 3 пати. Бидејќи имаме мал број на полиција, а еве вработува, министерот Панче и екипите може да направат посебни единици. Ги имаме ЕБР, специјалните единици, тие треба да се пуштат на терен. Откако еден период ќе почнат да се пуштат, тука и бројката ќе се намали, не да се прави стравот, треперот, заканата и така натака. Кога ќе се пуштат тие специјални единици и тимовите од ЦСР Скопје и стручните тимови од труд и социјала, верувате горе-доле ќе се заблажи ситуацијата и ќе ги снема постепено питачите. Кога може акција да направат министерот за внатрешни, премиерот, акцијата сега што ја нели запленија тамо, не знам колку беше тие 10 камиона со дрогата, кога може таква акција, ние имаме спремна полиција, обучена полиција, стручни тимови, само треба некој да даде зелено светло и као Safe City да функционира. И Safe City добре што многу ќе помогне на полицијата за ние баравме сите возачи, сите кои даваат пари према питачите кои ги прават зависниците, зависат од питачењето и што ова ќе окажам да не бидат безбедни возачите, не се безбедни во сообраќајот, се ставени во ризик, во опасност, во измама. 3-тројца питачи беа згазени, 1 или 2 загина од таа ситуација. Верувам дека Safe City полицијата многу ќе помогне и овие граѓани треба само со казна да се казнуваат и јас мислам дека така. Еве сега лазиме као буба шваби со возилата од 30 до 40-45, ако надминеш, мислам дека со Safe City со ова, ако го направат дополна измена во законот за кривична постапка, кривично дело, нарушување на јавниот ред и мир, ако се дополни измени и се стави казната глоба од 50 до 300 евра, јас мислам дека нема. Вие верувате во казнивоста, во казнивата политика и во измените, во законските измени? Ги пратам законите, ги читам, се консултирам со адвокати кои се волонтери, кои ме помагат што треба да барам, како треба, се надевам дека и Safe City ќе помогне. Само главниот сервис е граѓаните. Апелирам до сите граѓани да го поддржат. Стоп против питачењето и злоупотребата на децата и нивното здраве, откако они ќе се вклучат, нема потреба ни Safe City, ни казните, ни останатите работи. Они се тие главниот мотор, првиот кој од утре, ако веќе почнат да не дават и да престанат, ние нема да имаме. Благодарам што ги отворивме сите овие теми во Скопје ми е дома. Благодарам за сето она кое што го дискутиравме вечерва. Се надевам на подобри времења, се надевам на подобри решенија и ете како што вие велите, подобра соработка со надлежните и оние кои што навистина треба да одлучат каде ќе одиме понатаму. Се надевам дека понатаму ќе одиме кон едно поубаво Скопје со поубава гледка и за нас жителите и секако за туристите и оние кои што ќе да го посетат главниот град. Господин Јовановиќ, ја ви благодарам и посакувам успешна работа и помалку вакви проблеми со овие. Ви благодарам и на вас за целосната поддршка. Заедно сме посилни и продолжуваме да работиме сите заедно. Скопје ми е дома со Сдруженијето Градиме иднина и сите социјални ранливи категории на граѓани кои што ги работи и ги опфаќа ова здружение, а говоревме вечерва со Илија Јовановиќ или представникот од Сдруженијето Градиме иднина, опфативме повеќе теми кои што се навистина важни за главниот град, меѓутоа и за целата држава, кои што ги допираат оние социјално ранливи категории на граѓани
граѓани кои што се не помалку важни од целокупното население. Верувам дека ќе дојдат подобри времиња, верувам и јас дека институциите и надлежните ќе бидат поажурни во решавањето на сите овие проблеми. Јас вам ќе ви се заблагодарам за вниманието, почитувани гледачи, и се гледаме за една седмица од сега во истиот термин и во истото време. Довидување.